Овдека правиме друго, разговараме дневна политика и така натаму. На мојот канал имам некакви истражувања кои што се историско-документарни. И ми улета едно писмо. Тоа е писмо од 1909 година на Тодор Александров, кога тој е административен работник, односно работи во процесот на образование. И он доаѓа од Скопје пратен во Кочанскиот регион да изврши инспекција. Он од таа инспекција оставил детално согледба што нашол на терен. Напишал и статистика, ги гледал луѓето, ги анализирал и тоа писмо до сега мислам дека не е познато. Тоа не е преведено во Македонија, не е објавено у книга и така натаму. Ја речив да го изанализирам и да го објавам кај мене на канал. И сум просто фрапиран од тоа што го читав. Практично нема никаква промена од 1909 до 2025, 116 години подоцна. Иста е отприлика согледбата, односно анализата или позицијата какви се луѓето, он има закочани, не заинтересирани, само заљубени, секој си гледа за себе. Само живници, јас така те разбрав. Вика, регионот е богат, луѓето се ситуирани или сите гледаат за себе. Само за себе, да. Добро, и го издвои Оризари како позитивен пример, каде што има ред и така натаму. Што спомна Злетово? Оризари, Злетово, Виница, Кочани. Да, тие 4 места. И дека он заклучува дека не е најголем непријател Отоманското царство или Србите или Грците, туку народот што е поделен сам меѓу себе.